Министерот за здравство Азир Алиу се обрати на надзорна расправа на Комисијата за еднакви можности во Собранието, каде истакна дека улогата на здравствениот систем е клучна како во раната детекција, така и во обезбедувањето соодветна поддршка за жртвите на семејно насилство. Министерот воспоставува системски пристап со јасно дефинирани мерки и активности во теќе подготовка на програма за заекнување на здравствениот систем за 2027 година, со предвиден буџет од 2 милиони денари кој ќе опфати превенција, бесплатни услуги за жртвите, кампања за подигнување на свеста и обуки за здравствените работници. Паралелно работиме на интеграција на центрите за сексуално насилство во систематизацијата на здравствените установи, со што овие услуги стануваат траен дел од системот. Особено значено е поврзувањето на овие центри со електронскиот систем и здравство, што ќе овозможи системско евидентирање на случаите и креирање политики врз основа на реални податоци, истакна Алиу. Тој посочи дека во делот на законската рамка се прават важни исчекори, како што е вклучувањето на насилството како основ во Законот за здравствена заштита, како и повторно воспоставување регистар за насилство во рамки на здравствениот систем. Воедно изрази благодарност до Комитетот за безбедно мајчинство, кој веќе иницираше конкретни новини во функционирањето на центрите за поддршка на жртви на семејно насилство. Македонските граѓани во 2025 година значително ја зголемиле потрошувачката преку онлайн трансакции со платежни картички во странство, покажува анализата на Асоциацијата за e-трговија на Македонија врз основа на податоци од Народната банка. Според податоците, македонците реализирале 12,4 милиони онлайн трансакции во вредност од 427,8 милиони евра, при што најчесто купувале услуги поврзани со патувања, како авиобилети и хотелски резервации. Во споредба со 2024 година, вредноста на потрошувачката е зголемена за 50%, додека бројот на трансакции бележи раст од 69%. Просечната вредност на една трансакција изнесува 34 евра, што представува пат од 11% во однос на претходната година. Најголем дел од потрошувачката, 74% од вредноста и 83% од бројот на трансакции е остварен во неколку земји, меѓу кои Ирска, Холандија, Обединетото кралство, Соединетите Американски држави, Унгарија, Германија, Кипар и Луксембург. Најголема вредност на онлайн плаќањата е забележана во Ирска со 92,1 милиони евра и пораст од 173%, додека во Холандија изнесува 62,4 милиони евра. Најголем број трансакции се реализирани во Ирска со 4,8 милиони, потоа следуваат Соединетите Американски држави со 2,1 милион трансакции. Највисок раст на бројот на трансакции е забележан во Германија, додека пат има во Луксембург и Обединетото кралство. Просечно највисока вредност на трансакција е регистрирана во Унгарија со 152,2 евра, додека најниска во Луксембург со 14,1 евро. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека и наредил на морнарицата на Соединетите Американски држави да пука и да го уништи секој брод што поставува мини во Ормускиот теснец. Во објава на социјалната мрежа Truth Social тој тврди дека неговите миночистачи го чистат теснецот токму сега. И наредив на морнарицата на Соединетите Американски држави да пука и да го уништи секој брод без разлика колку е мал. Сите нивни воени бродови, сите 159 се на дното на морето, што поставува мини во водите на Ормускиот теснец. Нема двоумење, нашите миночистачи го чистат теснецот токму сега. Со ова наредувам активноста да продолжи, но на тројно зголемено ниво, порача Трамп. Постојат стравувања дека Иран ја минирал оваа клучна поморска рута, иако ова се уште не е потврдено. Доколку се покаже како вистина, на долг рок би можело да го запре сообраќајот низ теснецот, низ кој поминува околу 1/5 од светската трговија со нафта и течен природен газ во Мирно море, дополнително нарушувајќи ја глобалната економија. Трамп наскоро објави нов статус во кој наведува дека иранскиот режим не знае кој му е лидер и дека Ормускиот теснец ќе биде затворен, се додека Иран не биде подготвен да склучи договор. Земјите членки на Европската Унија денес и формално одобрија заем од 90 милиарди евра за Украина и 20 пакет санкции против Русија.
објави кипарското председателство. Амбасадорите на земјите членки во средата започнаа писмена постапка за усвојување на двете одлуки, која беше завршена во четвртокот попладне. Двете одлуки за заемот и 20-тиот пакет санкции досега беа блокирани од унгарскиот премиер во заминување Виктор Орбан, оправдувајќи го своето вето со наводното доцнење на Украина во поправката на нафтоводот дружба, која снабдува Унгарија со руска нафта и беше оштетен во нападот со руски беспилотни летала во западна Украина кон крајот на јануари. Украина објави дека поправките се завршени пошто нафтата почна да тече низ нафтоводот, треба да стигне до Унгарија во текот на денот. 2/3 од заемот и 90 милиарди евра, 60 милиарди евра се наменети за воена помош, а 30 милиарди евра за поддршка на украинскиот буџет за да се обезбеди континуирано функционирање на државата и основните јавни услуги. Украина треба да ги користи овие средства за купување оружје и опрема произведени во Европската унија, а однадвор само ако не се достапни во Европската унија. Лидерите на земјите членки одлучија на заедничко задолжување откако немаше консензус за користење на замрзнатите руски средства. 20-тиот пакет санкции вклучува основа за идна забрана за поморски услуги за руска нафта, која ќе се спроведува во целосна координација со Г7 и Коалицијата за ограничување на цените. 60 физички и правни лица кои го поддржуваат рускиот војно-индустријски комплекс во неговата агресија против Украина се додадени на листата на санкционирани. 20 кредитни или финансиски институции кои подлежат на забрана за трансакции се додадени на листата. За време на викендот и почетокот на следната недела ќе се задржи претежно сончево и потопло време со појава на променлива облачност во текот на денот. Ќе дува умерен во источните делови повремено засилен северен ветер, како што информира Управата за хидрометеоролошки работи. Од вторник следува период на променливо облачно и нестабилно време, наместа со повремен дожд и грмежи. Дневните температури ќе бидат во постепено опаѓање. Денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Во источните делови ќе има услови за слаб локален дожд, ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Во Скопје е променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува умерен ветер од северен правец. Минималната утринска температура ќе биде -2 степени во Бирово, максималната дневна 23 во Гевгелија.